Обично ние, верувам дека повеќето сме вакви, секогаш очекуваме некои големи дела од Господа, големи манифестации на неговата сила, избавување од некоја неволја, решавање на некој наш голем проблем, исцелување или било што. Едноставно така сме склони. И ако тоа го нема во нашиот живот, тоаш можеме да западнеме во ситуација да, сакајќи да оставиме впечаток над луѓето дека ете сепак сме некои верници, да, конкретно ќе кажам, се обидеме да се представиме пред луѓето како дека сепак сме верни, имаме некоја вера, а тоа обично го правиме, тоа конкретното, че јас познавам такви, не мора да значи дека тоа сме ние тука, меѓутоа познавам луѓе кои што ќе излезат на катедра и ќе сакат да го прослават Господа и ќе кажат искуство, меѓутоа тоа искуство ќе биде така исфилувано, така направено со додатоци со она, само за да излезе дека ете, ако ете можеби ништо не гледаат луѓето во мене, ама еве јас сум доживел едно изворедно искуство, чудо се случува во мојот живот, еве Господ е со мене, за да другите кажат, навистина, ово е вера. А меѓутоа забораваме дека, да, главниот јунак треба да е Господ, затоа што треба тој да биде прославен преку нашето искуство, а оној кој што филува, кој што додава, придодава на тоа искуство, тој всушност сака да постигне друг ефект сами од себе да се прослави. Така е. Но ете, некако сме склони, значи, ако нема некои големи случувања во нашиот живот, да ете, можеби осигураме некое име меѓу останатите, дека ете сепак сме му верни на Господ. Но дали мора да значи дека Господ секојаш треба да прави, не знам, големи чуда во нашиот живот, па тоа да значи дека ние сме му верни? Мора ли да паѓаат, да скокаат жаби и лјадници, не знам, скакулци, па не знам, да паѓа оган од небото, па не знам, да се двои пред нас, да се двојат водите на Црвеното море и така натаму. Сега малко користам, нели, библиски речник, знаеме што се подразбира по тоа. Не мора. Еве да отвориме во Захарија 4 глава. Книгата на пророк Захарија, предпоследната книга од Стариот Завет. Пред Малахија, да, Малахија е последна. И читаме во 4 глава. Захарија 4. Ќе читаме од 8 до 10 стих. Потоа ќе го видиме и контекстот, за да не биде појасно за што станува збор. Значи, од 8 до 10 во 4 глава Захарија читам. Потоа ми дојде Господово слово, му доаѓа Господово слово, Господ му се јавува на Захарија, му вели, Зоровавеловите раце му ставија основи на овој дом, неговите раци ќе го довршат. И вие ќе знаете дека Господ над воинствата ме испрати кај вас. Зошто кој го презре денот на скромните почетоци, на малите дела? Ке се радуваат која ќе го видат каменото висулче во Зоровавелите раце. До тука. Кој е контекстот на ово? Знаеме дека според пророштвото на Исаија, Господ ќе го подигне, вели таму како свој пастир дори, Кир, персискиот цар, да го освои Вавилон и да стои бројка околу 50.000 израелци, што тој ги ослободил сите, им дал право да прават што сакаат, и да одат, да се вратат назад и да го изградат Иерусалим и храмот. Многу малку од големиот број се вратиле назад. И знаете ли кој завршил таа работа највеќе? Мислам, кој е тој кој што му го презентирал пророштвото на Исаија на Кир?
Ако сте читале Елен Вајт малку повеќе. Данијел е започнал да работи. Како и да е, се враќаат назад малкуме, значи 50.000 во однос на другите. И Зоровавел е тој кој што Кир го овластил, ете, на некој начин да биде како управител на израелците. И го почнале храмот, меѓутоа знаеме дека на почетокот работите оделе многу бавно, па имале пречки од самарјаните, односно оние племиња кои што останале, оние 10 племиња, повеќето од нив, остаток од нив, измешани со незнабожците, имале проблеми. Биле обесхрабрени. И луѓето почнале да зборуваат и да велат дали воопшто Господ има некаков удел во сето ова, дали ова е Божја волја, дали ќе се изгради воопшто храмот. Па кога видале колкав ќе биде во споредба со првиот, Соломоновиот, еве да читаме во Езра 3.12, книгата на Езра, трета глава, 12 стих. Езра е после летописи, 3.12. Навистина мнозина свештеници, мнозина левити и главатари на татковските домови и старешини, кои со своји очи ги видоа основите на поранешниот храм, плачеа гласно. По старите, значи. А мнозина пак воскликнуваа многу гласно од радост. И плачеле и се радувале. Се радувале затоа што, ете, повторно ќе се возобнови храмот, после толку години, робство, протерани од туѓа земја. Меѓутоа и плачеле затоа што овој бил помал и некако не одале работите како што треба. Меѓутоа, која е пораката преку пророкот Захарија? Господ ги користи Агеј и Захарија за да им упати добри пораки на израелците во тоа време. Преку Агеј да престанат да градат и да се занимаваат со своите домови, да обрнат внимание малку на Божиот дом. А преку Захарија ветувањето дека токму Зоровавел со своите раце ги ставил основите и тој ќе го изгради. Значи, ќе биде. Нема тоа да се одолжи многу. И по тоа ќе знаете дека Господ над воинствата ме испрати кај вас. По тоа ќе знаете дека сепак е Божја волја. Но, што вели овде, многу значено во 10 стих, кој е тој кој што го презре денот на скромните почетоци, на малите нешта? Зошто сметате дека, ете сега, не знам, Господ треба, знаете, кинезите како прават денеска, скоро читав дека нема да верувате, значи, ова е неверојатно стварно, значи, облакодер, кој што е дупло повисоко од овие турски во аеродром, го направили за 5-16 дена, така мислам. 5-16 дена. Неверојатно. Не знам таа градба колко е сигурно, меѓутоа не се што е кинеско е не вреди. Значи, тоа треба многу да не е јасно. Значи, ете, Господ ќе направи вака и храмот ќе биде тука и ќе сјае и се ќе биде во ред. Сите така сакаме, како што реков денеска, инстант решенија на нашите проблеми. Чуда, громови, оган да слегува од небото и така натаму и така натаму. Но не, Господ работи секојаш така. И забележете, неколку стика погоре, ова е во контекст на една многу јака порака, 4.6 Захарија. Што вели овој стих? Има визијата Захарија со седмокракиот светилник, со двете дрвја, со маслиновите дрвја и така натаму. И 6 стих, тогаш тој ми одговори вака, значи што е ова, прашува Захарија, еве ги Господовите зборови на Зоровавела. Не со сила, ниту со снага, туку со мојот дух. Господовиот дух не работи секојаш со чуда, со големи манифестации. На Илија му била потребна истата таа лекција, па еве да свртиме таму и да се подсетиме на неговото искуство, кога се сокрил во пештерата. Прва Цареви 19 глава, бегајќи од Изабела. Прва Цареви 19 глава.
И сега Господ сакал да му проговори, да го истера од таму, едноставно да му каже дека таму нема и местото, туку треба да ја заврши мисијата своја за која што е пратен. И читаме 11 и 12 стих. Гласот му рече: излези и застани во гората пред Господа, еве Господ туку што поминува. Пред Господа беше силен виор, силен ветер. Видите колку силен. Не знам дали сме видели некојаш ваков силен ветер. Баш ваков? Ајде видиме колку е силен. Толку силен што ги дробеше брдата и ги кршеше ридовите. Нема ваков. Ни во Америка не дуваат вакви торнада или било што. 250 км на час, не знам колку достигнуваат, 300, меѓутоа не кршат брда. Кој знае каков ветер ова бил? Каква сила е ова? Каква манифестација? Ова не може некој да не го забележи. Но Господ не беше во бурниот виор. По бурниот виор беше земјотрес. Скоро имавме прилика да видиме каква разорна сила има земјотресот. Не ни се кажува колку бил силен, мито еве колку имавме 7, нешто Рихтерови, видовте колку белја направи во Непал. Ама Господ не беше, а по земјотресот, значи ни во земјотресот не беше Господ, а по земјотресот беше оган. Ама Господ не беше ни во огнот. И по огнот шепот на лесно и благо тивко ветре. Тивок глас. Тука беше Господ. Оваа лекција требало да научи Илија, затоа што предходниот ден, само предходниот ден извојува една огромна победа на Кармел. Силна манифестација на Божјето присуство и одобрување, дека е на негова страна, дека е со него. Пуштил оган од небото, сотрел жртвата, ја консумирал жртвата, меѓутоа е дури таму и водата и се пресушило, значи околу. Да веќе следниот ден тој се исплаши, затоа што ете, можеби човекот се навикнал на, меѓу другото и таков проблем имал, на силни големи манифестации на Божјата сила, Божјето присуство. Да, оваа лекција, мислам дека и ние треба да ја научиме. И сега да се преселиме во книгата на Естира. Естира. После Немија. И што се случува во Естира? Имаме тука еден карактер, Аман, за кој што една зборувавме, и реков нека може би е, затоа што е агагеец, па може би остаток од оној цар Агаг, кој што Самуил го поштетил. Да. Како и да е, Аман добил унапредување од царот, овде е запишен како Ахасвер или Ксеркс во другиот превод. И нормално, како таков, сакал почести, сите да му се поклонуваат. Мрдохеј бил тука покрај вратата, стоел, меѓутоа од него такво нешто не добил. И се разбеснил. Аман. Кој е овој? И внимавајте, овие сцени многу наликуваат на сцените што допрва ќе дојдат. Последните настани, неделниот закон, ова исто така асоцира и на долината Дура, со кипот, со трите младичи, кои што не клекнале да се поклонат пред кипот. Мардохеј никако не се поклонил. Тоа било спротивно на Божиот закон, на неговото верување. Аман збеснал. И што подготвил? Вели овде бесилка, меѓутоа обично ги беселе, односно ги приковувале на столб или на дрво. Дрвен столб. И внимавајте 14 стих, 5 глава 14 стих. Внимавајте колкав овој столб бил. Аман навистина збеснал. И сакал да постигне силен ефект, не само да му одржи лекција на Мардохеј,
кого што ќе го погуби на столбот, туку и на сите околни. Ико, нели, он предходно веќе обезбедил од царот со и троштина да бидат погубени сите израелци. Тоа се уште не се случува, сега си има работа и тоа му се брза на човекот да го екзекутира Мардохеј, кој што не покажал почет кон него. И ја прави по инструкција од жената негова, тука да не читаме се договараат со жената негова, значи тоа се незини инструкции, и го прави овој столб, и читаме во 14 стих. Неговата жена Сереса, да е го тоа, значи му рече и сите негови пријатели, направи бесилка висока 50 лакти. Знаете ли ова колку е висока? Преку 20 метри. Преку 20. Колку е Александар, ацо на площадот? Добро, војнот на коњ. Како и да е. Не знам колку имаме висок. Од прилика може би толку да е. Не знам. 20 метри, може и повеќе. Зошто оваков столб, оволкава бесилка? Па за да видат сите, од сите краишта да се гледа. Па и Грција, ако може да види. Значи, сакал да одржи една голема лекција, да влее страв меѓу останатите. Да сите му се поклонуваат. Да не смее никој да се спротистави, затоа што го чека истото. Се тоа се моменти кои што ќе се пресликаат во скорешна иднина, веројатно. Значи, Мардохеј бил послушен на се, меѓутоа не на она кој што ќе се коси со Божиот закон. И Аман се брза со екзекуцијата. Да видиме како сега Господ реагира во оваа ситуација. Да го избави својот слуга, а и својот народ. Дали со громови, дали на некој спектакуларен начин. Или што се случува? Читаме во 6 глава. Ще продолжуваме понатаму. Тоа беше, последниот стих го читавме 14 стих од Да, не го дочитавме, всушност. Ајде го дочитаме. Неговата жена, че Сереса, му рече 14 стих, и сите негови пријатели направи бесилка висока 50 лакти, утре наутро побере од царот нека го обесат на неа Мардохеја. Потоа оди среќен со царот на Гозба. Советот му се виде добар на Амана, а тој нареди да се направи бесилката. Во таа ноќ, видите сега Господ како делува. Сите очекуваме нешто екстра. Во таа ноќ царот не можеше да заспие. Не е ова, нити некој чудо, нити не знам што. Може гледал некој хорор филм. Не. Господ не му дал сон на царот и пазите сега, понатаму доаѓа поинтересниот дел. Затоа нареди да му донесат и да му читаат од книжниот свиток за знаменитите настани од летописите. Да чита од летописите, зависите си да читае како мало детенце. Некој, или, всушност, сте се обидели некојаш, ако не ви се спие, земете ја Библијата, одма ги заспиете. Почнете да читате и веднаш ги заспиете. Да. Иако претходно сте гледале можда 2-3 турски серии, и овака сте гледале, меѓутоа потоа, ако не ви се спие, земете ја Библијата и ги заспиете. Тој побарал, значи, дел од тогашните списи, од летописи да му се читаат. Нормално цареве, му чита некој друг. Нема он да се замара да чита. И што прочитал тука? Ова случајно е, ништо не е случајно. Меѓутоа, гледа, нема, Господ некојаш делува многу тивко, многу едноставно, неприметно. Вие барате решение на проблемот и можеме не гледате никакво решение затоа што очекувате нешто сензационално, меѓутоа тој работи преку својот дух. Неприметно може би за нашето толку. Таму се најде запишено како Мардохеј ги подкажа Вихтана и Тереса, двајцата цареви и дворјанци чувари на прагот, кои се подготвуваат да подигнат рака против царот Ахасвер. Значи, чита за Мардохеј како ги промшал овие двајца квинслинзи, кодоши,
односно луѓе кои што му спремале црно сценарио на царот. И еве да се подсетиме на тој момент, во Естира е спомнат исто во 2 глава, од 21 до 23. Естира 2 глава. Во она време, 2 глава, 21 до 23, во она време, кога Мардохеј седеше при царевата врата, Виктан и Терес, двајца цареви дворјани, чувари на прагот, пламнаа со гнев и почнаа да смислуваат да подигнат рака против царот Ахасвер. За таа нивна намера научи Мардохеј, тој и соопшти на царицата Естира, а Естира му соопшти на царот. И исто не било случајна улогата на Естира како царица овде, меѓутоа да ја оставиме сега неа. Таа му соопштува на царот во Мардохеево име, се истражи и заверата беше откриена, па двајцата беа обесени на столб. Еве како ги беселе на столб. Тоа беше запишено пред царот во книжниот свиток на летописите. И токму тој дел му е прочитан оваа вечер, слушнал за Мардохеј, се подсетил и се подсетил дека не му оддал чест, не го наградил за тоа негово добро дело и сега вели во 3 стих, царот праша каква чест и какво одликување му се дадени на Мардохеја за сето ова. Царевите слуги дворенци кои го слушаа одговорија ништо не е сторено за него. И тогаш царот праша. Еве зашто велам дека на Аман му се брзало да го екзекутира Мардохеј. Уште рано утрото Аман бил тука, чекал. Едва и дочекал царот да стане да се разбуди, за да го обесат Мардохеј на бесилката, на столбот. И царот прашува. Видите како Господ ќе одбере вистинско време, вистински тајминг за да ги реши проблемите. И тоа на многу тиво чуден начин. Не е секогаш онака спектакулар. Да не забораваме, пак ќе кажам, значи, нас не мачат многу проблеми. Кој е ова, кој е она. Да не очекуваме секогаш силни манифестации Божие. Туку да препуштиме, еве се ближат тие тешки времења, ѓавол ја плете мрежата, еден ден ќе биде донесен и неделен закон, оставете го и неделниот закон, оставете ги бесилките кои што ги подигаат, имајте доверба во Бога, Господ, на вистински начин, ќе се погрижи за вас, ако така треба да биде, да ви избави од сето тоа. Иако не биде така, на крајот сепак ќе не избави, давајќи ни вечен живот, нели? Значи, тогаш царот праша кој е во преддворието, а во надворешниот двор на царскиот дворец беше стигнал Аман, многу рано наутро, за да бара да го обесат Мардохеја на бесилката, што веќе беше направена за него. Овој дошол да бара да биде обесен Мардохеј, а царот истата вечер, не можејќи да заспие, чита за доброто дело на Мардохеј и прашал дали бил награден веќе нешто за тоа. Не, се уште. И двајцата го бараат сега Мардохеј, односно имаат работа со Мардохеј. Аман е тука и му кажуваат. Царевите службеници одговорија, не, Аман се наоѓа во предворието. Нека влезе. Нареди царот. Видите какво решение. Ова е како една македонска народна приказна, да ви кажем. Што Аман влезе, царот го праша, што треба да му направам на човекот кого царот сака да го почести? А Аман си рече во себе. Кого сака царот да го почести, ако не мене? Овде го гледам она златно правило. Што сакате другите да ви го прават на вас, вие правите на нив. И се Аман си кажува што сакат на него да му се направи. А што смислува тој за другиот? Зато му одговори на царот, за човекот кого царот сака да го почисти, треба да бидат донесени царски облеки, што самиот цар ги облекува. Царска облека.
што самиот цар ги облекува и да биде доведен коњот кого царот го јава и да му биде ставен царски венец на главата. Малте не да го направиме цар, барем за малку да прошета низ градот. Таква почест да почувствува како е да се биде цар. Облеките и коњот царот нека му ги предаде на еден од најугледните цареви кнезови. За тој да го облече оној кого царот сака да го почести и нека го одведе на коњ до градското трговиште, извикувајќи пред него. Каков ли срам ќе преживее Аман? Каков удар? Значи да извикува пред него, така му бидува на оној кого царот сака да го почести. Тогаш царот му нареди на Аман. Аман очекувал дека тој ќе биде во таа царска облека. Земи ги веднаш облеките и коњот, како што ти самиот рече. Па направи така со еврејиот Мрдохеј. Каков шок. Во облеките кој седи при царевата врата и не пропуште ништо од оно што си го рекол. Аман ги зеде облеките и коњот, ги облече Мардохеа во облеките и го помине на коњот по улиците на градот, викајки пред него, така му бидува на оној кого царот сака да го почисти. Ау. Ова сигурно, ето, некојаш не очекувате дека Господ така ќе ви изведе од проблемот, ќе најде такво прекрасно решение и на крајот сте воодушевени. Вакво нешто, зарем се очекувало вакво нешто, вакво избавување на Мрдохеј. Значи, првин тежок срам, а потоа знаеме дека и самиот тој, кој што ја спремал бесилката за другиот, ќе заврши истата бесилка. Малку потоа Мрдохеј се врати кај царевата врата, а Аман тажен и со покриена глава, и со магарички уши вака. Отиде бргу дома, та и раскажа на Сереса својата жена и на сите своји пријатели што се случи. На оние кои што му го дале предлогот. Неговите советници, жената Сереза му рекоа, ако Мрдохеј пред кого почна да се сопнуваш му припаѓа на еврејскиот род, не ќе го надвиеш, туку тој без друго ќе те обори. Не дека е на еврејскиот род, туку затоа што му служи на Господа. И тоа верно му служи. И она му каже што ќе се донесе закон, било каков закон, кој што ќе се крши со Божиот закон. Тука не попуштал, тука му останал повторно верен на својот Бог. Побитен и прв му е Бог пред сите други цареви и владетели на оваа земја. И уште разговараа за тоа, кога ете ги царевите дворјанци дојдоа да го побараат Амана за да го одведат бргу на гозбата што ја подготвила Естира. Да не одиме понатаму, да знаеме што се случува. Аман ќе заврши на таа бесилка која што ја подготвил за Мрдохеј. И ете како Господ го решил овој проблем. Не ги презирајте малите почетоци, не ги презирајте малите дела, ситните дела. Господ работи, Господ, значи се има по своја контрола. Спомнав предходно, значи влакно нема да ни фали од глава. Лука 21 глава. Ајде да видиме, во кој контекст се овие зборови, ако не во контекст на последното време. Лука 21 глава од 12 стих па понатаму. 12 па до 18 некаде. Но пред се тоа, ќе стават раце на вас. Пред кое? Големи земјотреси, на разни места, глад, помори, се тоа што го гледаме, сите оние стработи. Но пред сето тоа, вели, ќе стават раце на вас и ќе ве гонат, ќе ве предаваат во синагогите и во темниците, ќе ве водат пред цареви и управители заради моето име. Тоа ќе ви овозможи да сведочите. Што ќе биде прилика за сведочење. И така ставете ги во своите срца, и така ставете си во своите срца да не се подготвувате како ќе се браните. Зашто јас ќе ви дадам уста и мудрост на која неке можат да и се спротистават и да и противречат сите ваши непријатели.
и ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините, и пријателите, и ќе убијат некој од вас. И сите ќе ве мразат заради моето име, но вам нема да ви пропадне ни влакно од главата. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. Ни влакно. Да не ги занемаруваме оние ситни работи, ама ситни, меѓутоа многу битни. Сите оние временски тајминзи, потези што Господ ги прави. Господ работи. Ова треба да биде храбрење за нас. Да не кажеме, леле, Господе, каде си? Одамна неам некое силно искуство, ништо не се случува во мојот живот. Дали сум духовно слаб или што е работа? Не мора да значи. А често пати пак знаеме да, леле, гледай го братот, какво искуство. Како Господ се прослави во неговиот живот. Навистина он е верен, јас сум за никад. Не мора да значи. Значи, ова треба да не натера да го славиме и фалиме Господи за се, ама буквално за се, за секоја најмала ситница. И оно што не го гледаме доволно е тоа што ќе се разбудиме живи и здрави и следниот ден. Значи, ние може би да бевме на местото на Бога, случајот со Мардокеј ќе го решиме со тоа што ќе испратиме некој проектил право во тоа столбот ќе го разнесе. Немаше да има ни бесин, ни ништо. И не знам што ќе направивме за да го спасиме израелскиот народ. Меѓутоа, Господ не постапи така. И не постапува секојаш така. Да, имаме такви моменти, многу низ целата Библија, меѓутоа не е секојаш така. Што мислите, дали Господ е спремен за неделниот закон? Дали нешто може да го изненади него? Од вечност, да. Дали бил спремен и спремно ја очекувал на жарена печка таму во Дура, во Вавилон? Спремно ги дочекал младичите кои што не паднале да се поклонат пред кипот, пред Навуходоносор, всушност. Наше е да сме му целосно предадени на Бога и да оставиме, како што кажав претходно, ѓаволот нека ги подига своите бесилки, нека ги плете своите мрежи, тоа тој веќе одамна го прави, и како се наближува крајот бесен, како и овој Аман, ќе подига и големи бесилки, не знам што, и гасни комори, можеби, концентрациони логори, и се тоа на што, ете, ваму, таму, преку интернет, може дури да се насети да го видиме, дека се случува веќе. Се подготвуваат. Сето тоа се подготвува. Ѓаволот го спрема тоа, меѓутоа не забравяйте, Господ точно предвидел до детал. Се. За мене, за тебе, за секој од нас, ако ние до крајот му останеме верни. И да се подсетиме на еден момент, кој што веројатно ќе му се допадне многу на трајче. Јован 19 глава. Нема да му ја украдам проповета на брат Винко. Ако зборува за тоа, не знам. Јован 19 глава, 10-11 стих. Исус и Пилат. 10-11. Пилат му вели на Исус, мене ли не ми зборуваш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и дека имам власт да те ослободам? А Исус му одговори, ти би немал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од озгора. Господ има се под своја контрола. Тој ја има власта. Тој, колку ќе дозволи, толку ќе се случи. Ништо повеќе од тоа. Ништо повеќе. А ние како Божји деца, имајќи го се мокниот, севишниот Бог на наша страна, едноставно треба да имаме мир во Христа и мирно да ги очекуваме сите тие настави. Ако сме му навистина верни, Господ ќе ни даде и мир, што го надвишува секој мир што може да ви го даде овој свет. И дори и да запеете песна во моментите на неволја, кога сте во темница, кога може би ќе завршите на клада или како и да е. Господ е секојаш тука, тој ќе го избави својот народ, како што ја видовме, го избавил Мардохеј и својот народ во времето на Естира.
И еве на крајот ќе завршам со еден цитат од Пророци и цареви, кој што всушност потврдува дека навистина книгата на Естира всушност отсликува многу нешта кои што ќе се случуваат во последното време. Вели заповедта која на крајот ќе биде издадена против остатокот на Божиот народ, ќе биде многу слична на заповедта која што Ахасвер или Ксеркс ја издал против евреите. Денеска непријателите на вистинската црква, во малата група на оние кои што ја држат саботата според четвртата заповед, го гледаат Мардохеј крај портите. Послушноста на Божиот народ кон неговиот закон представува непрекратен укор за оние кои што немаат Господов страв и ја газат неговата сабота. Сатаната ќе поттикне негодување против малцинството кое што не ги прифаќа обичаите и традициите од овој свет. Луѓе на положба и од влијание ќе се здружат со беззакониците и грешниците против Божиот народ. Знаете какви сцени ќе има? Ова не е ништо сега со нашава држава што се случува. Овде ние ќе бидеме на удар. Значи, сатаната ќе поттикне негодување против малцинството кој што не ги прифаќа обичаите и традициите на овој свет. Луѓе на положба и од влијание ќе се здружат со беззакониците и грешниците против Божиот народ. Богатството, разумот, образованието, се ќе се здружи за да изрази презир кон Божиот народ. Против него, против Божиот народ, ќе коваат завери, тирански владетели, проповедници и припадници на цркви. И овде не се вели. Ова е 49-тото поглавие од книгата Пророци и цареви, таму на самиот крај, значи за Естира, поглавието за Естира. Не знам како беше точно насловот. 49-та глава од Пророци и цареви, значи таму на крајот. Значи против него ќе се коваат завери тирански владетели, проповедници и припадници на цркви. Пак ќе кажам, не се прецизира овде на какви цркви, на кои цркви. Со зборови и перо, нешто подсеќа многу на она што се случува, пак ќе кажам, во нашава Македонија. Значи, со зборови и перо, со закани и смејувања, ќе настојуваат да ја уништат нивната вера. Секакви лажни зборови ќе кажуваат. Со лажно прикажување и гневни обвинувања луѓето ќе ги поттикнуваат страстите кај народите. Многу лесно можеш да ги предизвикаш страстите и емоциите кај луѓето. Го гледаме тоа. Меѓутоа тогаш тие страсти, тие емоции, тој гнев ќе биде насочен кон нас. Бидејќи нема да можат да се повикуваат на зборовите, така вели Светото Писмо. Нема, браќи и сестри, овде недела, нема недела. Овде е сабота. Едно од големите прашања, околу кои ќе се кршат копијата и тогаш, меѓутоа има и многу други. Значи, немајќи како да се повикаат на така вели Господ, така вели Светото Писмо, што ќе прават? Тие во борба против оние кои што ја почитуваат библиската сабота, ќе прибегнуваат кон крути одредби за да го надоместат тој недостаток. За да стекнат популарност и за да си осигураат себе си власт, законодавците ќе се согласат да се донесе неделниот закон. Видите како сплет на околности ќе има. Целото општество на некој начин ќе биде вклучено. Се против Божиот народ. Но оние кои се бојат од Бога нема да можат да ја усвојат одредбата која што представува повреда на прописот на 10 заповеди. На тоа боиште ќе се води последната голема борба помеѓу вистината и заблудата. И ние не сме оставени во незнаење во поглед на завршницата на сето тоа. Денес, токму како во времето на Естира и Мардохеј, Господ ќе извојува победа и ќе ја одбрани својата вистина и својот народ. Амин.